Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите ароматична торта. Почнуваме со подготовка на пандишпаните. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките, ги ставаме во 2 сада за матење. Ги матиме белките со миксер. Додаваме половина од шеќерот. Откако ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа ги матиме жолчките. Го додаваме преостанатиот шеќер. Изматените жолчки ги додаваме во садот со изматените белки. Го додаваме брашното. Потоа го додаваме какаото. И циметот го додаваме во садот за матење. Го додаваме и прашокот за печиво. Потоа ги додаваме бадемите. Го додаваме и ванилиниот шеќер. Мешаме со лопатка. На крајот во садот ја додаваме водата. Уште еднаш мешаме со лопатката додека смесата не се соедини. Смесата ја распоредуваме во 3 тркалезни калапи за печење обложени со хартија. Калапите ги ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Почнуваме со подготовка на вториот фил. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја ставаме во тенџере на оган. Мешаме со лажица. Откако чоколадата ќе се растопи, ја додаваме павлаката. Го додаваме и шеќерот во прав. Потоа додаваме 3 лажици рум. Мешаме со лажицата. Откако филот ќе се соедини, го тргаме тенџерето од оган. Почнуваме со подготовка на првиот фил. Вишните ги преливаме со преостанатиот рум. Продолжуваме со подготовка на првиот фил. Во тенџере на оган налеваме 600 мл млеко. Го додаваме маргаринот. Во преостанатото млеко во мензурата го додаваме прашокот за пудинг. Мешаме со жица за матење. Непрекинато мешајќи со жицата, во зовриеното млеко го додаваме размешаниот пудинг. Ги додаваме и вишните со рум. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето. Откако филот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Од калапот го вадиме првиот пандишпан. Му ја отстрануваме хартијата. Го ставаме на долниот дел од калапот. Потоа го нанесуваме страничниот дел. Со црпалка врз пандишпанот нанесуваме од првиот фил. Постапката ја повторуваме и со другите 2 пандишпана. Откако филот ќе се излади и ќе се стегне, го ставаме првиот пандишпан на чинија за торта. Го премачкуваме со вториот фил. Истата постапка ја повторуваме и со преостанатите 2 пандишпана. Во сад за матење го ставаме прашокот за шлаг. Го налеваме млекото. Матиме со миксер додека шлагот не ја добие потребната цврстина. Ја декорираме тортата со крупно рендана чоколада. Шлагот го ставаме во сладкарска кеса. Со неа со шлаг го прекриваме страничниот дел и го украсуваме крајот на горната површина на тортата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа.